Розовите очила очигледно ги има само Бојан Маричич и власта и буквално никој друг. Дека полош извештај сме немале со години покажува анализата именувана разнишени преговори на Институтот за европски прашања Скопје. Од таму велат посебно проблематично е што во оценките за Македонија се вели дека никаков напредок немаме во клучните полиња за европскиот напредок, она што е најважно за Европската унија, односно корупцијата и условите во правосудството. Немаме напредок во однос на изборните реформи. Тоа е особено значајно бидејќи знаеме дека следната година ќе не очекуваат избори. Немаме напредок во правосудството и борбата против корупцијата, меѓутоа веројатно она што е најзагрижувачко во третиот дел, односно во однос на човековите права, е состојбата во затворите која комисијата ја опишува како страшна и веројатно е нешто што на кое што властите треба да поработат. Според директорката на овој институт Симонида Кацарска, она што треба да ја загрижува државата е што помал напредок од лани имаме и во најскапиот темел на преговорите со ЕУ, односно екологијата. Сепак кај власта нема никаква доза на самокритика, најдоа дури и позитивни делови во овој извештај, а за она што било лошо виновна била опозицијата. Кацарска е на ставот дека ако се задоволуваме со малку, тогаш властите можат да бидат задоволни. Зависно е каде си ја поставуваме целта. Значи, ние сме, повторно ќе речам, значи, како држава кандидат која што вели дека е многу усогласена, доколку сме задоволни со малку, тогаш сме го достигнале нашиот плафон или нашиот врв на она што би можеле да постигнеме, меѓутоа наша работа е да се надеваме дека можеме да одиме побрзо. Околу амбициите на власта за членство во ЕУ до 2030 година, Кацарска е на ставот дека добро е да се има некаква временска рамка, но тешко е да се очекува брзо членство доколку работите останат како што се запишани во најновиот извештај на ЕУ. Иако тука не убедуваат дека проширувањето е главна цел на Унијата, сепак во овој извештај тоа за Западен Балкан и да не е споменато. Во овој сегмент се опфатени само Украина и Молдавија кои добија условен предлог за старт на преговори, како и Грузија која доби кандидатски статус.